Канцеларката Меркел, која е најголем поборник на проширувањето и еден од најголемите сојузници на Македонија за добивање на датум за преговори, се чини дека денеска ни ги сруши и последните надежи. Утрово на пресконференција во Бундестагот соопшти дека шансите не се добри. Ние имаме одговорност кон овие држави. Мислам дека се исплаќа на Македонија и на Албанија да им се даде европска перспектива. Во меѓувреме се изградени мостови кон ЕУ партнерите, кои се уште имаат задршки кон ова и инсистираат на поголема транспарентност на процесот на проширување. Сепак шансите за постигнување согласност на ЕУ самитот не се баш добри. Макрон не отстапува. Прво Европската унија да ги реши своите проблеми, а потоа можеби и проширување. Европа е една голема и убава куќа во која живееме заедно. Пред неколку години еден член на семејството реши да си замине и тој многу се мачи да ја напушти куќата. А ние понекогаш имаме проблем да ја реновираме, да ги поправиме светлата, електричната енергија. И патем голем број членови кога ќе ги прашате дали сте подготвени да инвестирате за да ги поправите светлата, да ја смените вратата, велат: не сум подготвен да инвестирам во оваа куќа, не повеќе од 1%. Но истите луѓе понекогаш велат и покрај тоа што не знаеме како луѓето може да заминуваат или како да реновираме, сакаме да поканиме нови пријатели. По Меркел и председателот на Европскиот совет пробал да го омекне францускиот председател, но според извори од Брисел, Макрон му го повторил истиот став. Франција, според истите извори, дури не сакала да се разговара на овој самит за проширувањето, но Туск инсистирал темата да се отвори, затоа што во прашање е кредибилитетот на ЕУ на Балканот. Кај Франција извесно време постои скепса за проширувањето. Официјален Париз не попушташе и за време на подготвителниот министерски состанок пред овој самит. Макрон вчера уште еднаш појасни дека внатре во ЕУ работите мора да се подредат правилно, а без тоа нема прием на нови членки. Тој веќе некое време се залага за поголема централизација на Унијата, но се уште нема голема поддршка од останатите земји членки.